индеруар кројтари. Почитуван председателе на собранието, почитуван ни колеги пратеници, почитуван мандатар. Македонија храбра. Ова звучи добро, но како ќе направите храбра со 3 од 4 од функциите кои што ќе ги вратите? Од кого земавте и каде ги вративте? Или одговорот е во 26% од албанците во вашата влада, само со 13% министри од женскиот пол? Дали мислите дека толку е мал бројот на жените за вакви функции и ова ве прави горди како Македонија? Дали ова ќе ве прави горди да се броите со бројки? И последното, пред да се навратам на вашата програма, како да ја направиме Македонија горди, каде што го немаме, ја немаме програмата и на албански јазик. Искрено сум, многу се чудам од тоа и затоа имав ваква прилика да не имам програмата на албански јазик, каде што е можност на сите пратеници. Ќе продолжам на македонски, бидејќи вашата програма ја имам само на македонски јазик. Овде за да разговараме не само за предлозите за новите министри и министерки, туку и за предлог програмата за работа на новата влада. Влада предложена од мандатарот. Јас ќе го искористам моето излагање со осврт на предлог програмата, бидејќи дури да се предложат кандидатите без ниту една дамка, сепак без добро подготвена програма со јазни показатели како да се остварат целите, ние ќе одиме 2 чекори напред, а 100 назад. Најнапред би сакал од вредностна и системска перспектива да посочам дека не постојат прецизно дефинирани и меѓусебно конзистентни мерки кои ќе доведат или ќе ветуваат движење на економијата кон остварување на декларираните цели на новата влада. Не може никако да се препознаат контурите на политики кои ќе создадат додадена вредност за економијата, кои ќе ги зајакнат конкурентните способности на стопанството и неговата способност за отварање нови добро платени работни места. Се наведува дека пред нас имаме предлог програма која ќе обезбеди опипливи подобрување на животот на граѓаните, но нема одговор за тоа како и кога би се постигнало тоа. Почитувани идни министри и министерки, декларативните ветувања не се доволно за граѓаните да веруваат во вашите намери. Граѓаните очекуваат конкретни мерки, јасни планови и рокови за реализација, а тоа, за жал, го нема во предлог програмата. Во предизборниот период велевте дека граѓаните ви се во фокусот, но овде нема конкретен одговор што ќе се случува со нивните плати. Каква ќе биде нивната куповна моќ во 2028 година. Имам впечаток дека и самите сте скептични и несигурни во економскиот дел од програмата, дека немате кадровски потенцијал да создадете конкретен економски резултат кој денес ќе можете да го кажете пред граѓаните. А ако ви е во план да продолжите со имплементирање на системските решенија кои владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги воведе во изминатите 7 години, како годишното системско зголемување на минималната плата, растот на пензиите, поддршката на домашните компании која се изедначи со таа која беше само за странските компании, тогаш тоа го сваќам како комплимент за добрите наши политики. Но тоа исто така покажува делумно лицемерие кога во предизборието, а и во целиот период од избори до избори, вашите партиски, така наречени економски експерти и експертки не критикуваа за мерките за раст на стандардот на нашите сограѓани и сограѓанки, а кои патем кажано беа креирани за да не бидат подложни на политички и партиски екзибиции и гимнастики. Граѓаните заслужуваат да знаат што ќе се случи со просечната плата од 41.085 денари, која ви ја оставивме во наследство, или не смеете тоа да го соопштите својот цврст став против зголемувањето на платите во државата. Нешто што неуморно во изминатите 7 години го правевте. Немате ништо, ниту за достоинството на работниците, зошто сега молчете и за вашето противење на растот на минималната плата. Бевте најжестоки критичари на системското решење
со која обезбедивме работникот да има достоинствени приходи. Кога платите не се содржани во програмата на една влада, како што е случај со оваа, тоа укажува на недостаток на конкретни мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Кредибилноста на владата за решавање на основните економски и социјални проблеми е подкопана уште пред да почне. Почитувани, една од целите е обновување на довербата на институциите на државата, да се елиминира корупцијата и да се обезбеди владење на правото. Но мандатарот оваа цел успеа да ја подкопа уште на неизбрана влада и токму преку економијата. Се уште не седнат во премиерската фотелја, во институционално најави задолжување од 1 милиарда евра, односно влез на сумнителен, корозивен капитал, со кој јавниот долг од 8,7 милиарди експресно ќе се зголеми на 9,7 милиарди евра, со што ќе изнесува над 66% од бруто домашниот производ. Но ова најава не создава никакви морални обврски на ВМРО ДПМН кон граѓаните за во предлог програмата да ветуваат и тврдат нешто спротивно. Цитирам: владата во наредниот период ќе преземе мерки за фискална консолидација со цел земјата да се врати на патеките на умерена ниво на задолженост. Едно зборувај, друго прави. Ќе се зголеми долгот за над 10%, но тоа е враќање на умерена задолженост. На ова најава не создава никакви морални обврски најавеното намалување на данокот на добивка со најава за привлекување на странски инвестиции преку намалување на ефективната даночна стапка од 5%, ќе спроведете економска политика со која ќе ги поддржите буџетите на странските држави, а не на нашиот. И зошто? Затоа што ова ќе се случи, затоа што од 1 јануари годинава преку ОЕЦД, што беше поддржано од 140 земји во светот и Европската Унија, се поставија правилата за глобален минимален данок од 15% за мултинационални корпорации кои остваруваат годишен приход од над 750 милиони евра. Согласно овие меѓународни стандарди, ако данокот се намали на 5%, тогаш разликата од 10% на компаниите ќе им биде наплатена во нивните матични земји, односно 1/3 на данокот би завршил во нашиот буџет, а 2/3 во странска земја. Навистина, многу ја сакаме нашата татковина. Кога со економски мерки повеќе ги полниме буџетите на странските држави отколку на сопствената, и сето тоа во име на економскиот раст. Програмата има уште многу делови, но не ни дозволува времето. Но да не бидат само критики. Почитувани колеги, пратеници и пратенички, има еден мал светол сегмент за македонската економија кој е содржан во предлог програмата. А тоа е продолжувањето на спроведување на системот за финансиска поддршка на инвестициите преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, создан од страна на СДСМ. Овој системски закон се покажа толку успешен што и ВМРО ДПМН сега го признава тоа. Ова е јасен доказ дека нашите политики беа вистински и дадоа резултат. И треба да се признае дека СДСМ постави високи стандарди и дека нивната најдобра опција е да ги следат нашите успешни примери во економијата. И пред крај, пред нас немаме на вистински 4-годишен план за иднината на нашата земја и на нашите сограѓани. И затоа ве повикувам да размислите внимателно пред да одлучите дали ќе ја дадете или не вашата поддршка на оваа влада. Therefore, let's work together to make Macedonia for the first time proud in any language that we want. Ова беше еден мал тизер, за да не разберат нашите деца кои што не го разбират ниту албанскиот, ниту македонскиот. А тоа е да ја направиме Македонија горда со почитување, а веројатно со еден од кадрите кој што има цврсти ставови за геноцидот во Сребреница,